повторно се надоврзуваме на приказната за Кучани, бидејќи таков е денот. Ана Петановска и Методи Флеш во продолжение на линговското вклучување со нашата Марија. Второ добро утро до нашите гледачи. Методи Флеш и Ана Петановска објавија нова песна и видеоспот насловен Ангелски здив. Станува збор за песна која што е посветена на трагедијата, односно на загинатите во трагедијата која што се случи во Кучани и ја потресе целата наша земја, па и регионот. Многу повеќе на оваа тема за самата песна и за самиот видеоспот слушаме многу повеќе од нив. Најпрво ќе ви посакам добро утро. Драго ми е што сте дел од нашата утринска емисија и што имаме можност да ги информираме нашите гледачи дека е објавена песна во чест на загинатите во оваа трагедија. Најпрво вас ќе ве прашам со оглед на тоа дека не станува збор само за музичка соработка, нова музичка соработка, станува збор за дело кое што е полно со емоции, со чувства. Како се чувствувате вие по објавувањето на самата песна? Пред се, добро утро до сите гледачи. Денот е тажен, како што и самата песна. Добро е што пораката е примена до нашите слушатели, до публиката. Реакциите се стварно онака како што и ние се осеќаме, но е препознаена вистинската емоција, препознаена е нашата искреност према нашето видување на целата ситуација. И многу ми е драго поради тоа. Како дојде до самото тоа да ја објавите оваа песна, да ја создадете оваа песна? Иницијативата е на Angels Team, на собственикот на Angels Cafe. На некој начин сакавме да оддадеме почит кон трагично починатите, кон наши колеги, што тука настапувавме, кон нашите публика, гости, и од тука почна целата идеја. Текстот е ваш? Да. Пред да започнеме со разговорот, ми напоминавте дека 2 дена ви биле потребни за да го напишете текстот? Да, тоа едноставно излезе песната од мене, тоа и ако беше поинаку, мислам дека немаше да се онака да го дозавршам целиот проект, затоа што е искрен и во ништо, но во ниеден момент не се посомневав во врска со текстот. Кој е целиот тим кој што стои за оваа песна и видеоспот? Па тимот сме ја и Ана пред се, кога замисливме, кога сакавме да ја снимиме песната, првата помисла ми беше на Ана, таа може да ја донесе, да одговори баш онака како што ние сакаме. Јас сакам да песната биде изнесена. Видеото е на Раде Гогоски, фотограф, мислам филмски фотограф кој добро се снајде и во монтажа и во се. Девојката е Анастасија Поповска која е главната улога, така да сите се најдовме во целиот проект и несебично се заангажиравме да изгледа како што изгледа. Ви благодарам за одвоеното време. Ана, со оглед на тоа дека оваа песна ја немате испеано пред јавноста, ќе ве прашам како се чувствувавте за време на снимањето кога пеевте оваа песна, при самата реализација на спотот, самиот спот и песната? Така би сакала да додадам, би сакала да се обратам исто кон гледачите, да ви посакам да се издржи овој ден што е можно похрабро. Е еден многу тажен и навистина многу темен ден за сите нас, особено за оние кои што имаа блиски во трагедијата, и од срце ви ја давам целата поддршка, најискрено, и ве охрабрувам да е вечен споменот на тие луѓе кои што ви беа блиски и нас ни беа колеги и блиски. Емоцијата со самото тоа кое што се проткајуваше, морам да додадам исто дека и микс и мастерот го работеше Стефан Петановски и со него повеќе бевме нели во така да речем во студио атмосфера, бидејќи досега ја немаме јавно, немаме настапено јавно со песната се уште. Меѓутоа така, како што е самиот назив и самата тематика го носи тоа мелахонично чувство на очајно барање на некој кој што повеќе не е меѓу нас. Тоа со самото тоа е на
на првиот звук, на првото слушање на песната некако одекнува една празнина, но на начин што е исполнета со музика, а не е со човечки зборови, мислам со зборови секако преку текстот, нели и преку пораката, меѓутоа повеќе зборува музиката што ни беше јазик еден кој што не сплотува сите, е јазик се уште кој што не сплотува сите и за нас беше најсоодветно да не постои, мислам дека најсоодветен начин како треба и како може да се изрази искрени, како да се изразат искрени емоции и сочувство на тој план, се извинувам. Меѓутоа оваа песна беше пред се обоена од емоцијата да биде една преградка за она чувство кое што не смее никогаш да се оспорува во животот, а тоа е да не се затапува таа болка, додека трае да биде тука присутна. Секогаш ќе постои тој гап во нашите животи, особено за луѓето кои што изгубија блиски. Никој не може тоа да го врати и да го смени, меѓутоа ова е еден омаш на тие сите емоции кои што проследуваат таму, е еден начин за најискрена емоција и сочувство и преградка кон сите кои што ќе слушнат и сите кои што се поистоветуваат со некаква таква загуба во животот. Благодарам многу за одвоеното време утрина. Дадовме информации за песната и видеоспотот Ангелски здив, која што е издадена во чест на загинатите во трагедијата во Кочани, која што, напоменав, ја потрасе целата наша држава. Во продолжение, гледачите ќе можат да ја слушнат самата песна. Се чувствува тага, се чувствува бол. Знае ли некој колку чини животот твој и некој друг ќе дојде, ќе ти каже тоа е се. Од каде тоа право да одредува се, да се игра со човечки живот и уништи се, мисли бар малку, што значи на село земне се. Иако сме од ова страна, во овој свет, насекаде околу нас, ве има ко најубав свет. Боли и нема да престане боли, срце искинато е. Вашиот ангелски здив насекаде околу е. Ке изгрели зора за оној кој изгубил свет, или само густа магла во секој нареден ден, не се сменило ништо, поминува само време. Гласот твој ако нема, го слушам ко тукаде, насмевката од твоето лице јасно видлива е. Зборови празни, дека може да помине се. О, не, не. Иако сме од ова страна, во овој свет, насекаде околу нас, ве има ко најубав цвет. Боли и нема да престане боли, срце искинато е.
идеме заедно, ти ветувам во некој друг свет.